Во рамките на нашата емисија Предконгресни разговори, на разговор поканивме неколку битолски граѓани да се произнесат по теми кои што деновиве ја исполнуваат сета предконгресна активност во организациите на Социјалистичкиот сојуз на Македонија. Во разговорите што ги водевме претходно со луѓето од овој град, добивме впечаток дека, особено во некои местни организации на Социјалистичкиот сојуз овдека, се пројавува активност на која може само да се завидни. Прашањата што се предмет на нивното делување се најразновидни. Од тоа кои се причините за дивата градба на станови и зашто таа не може да се спречи, преку прашањето зошто во Битола се сконцентрисани сите здравствени кадри и установи, до тоа какви правно-административни пречки има за формирањето на местни заедници, за кои инаку се извршени сите организационо-политички подготовки. Во savremeните услови на стопански и друштвени односи, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во Битола е исправен пред врло сложени и компликовани форми и содржина на работа. Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во Битола, за разлика од досега, од претежно општествено-политичка активност, вниманието во наредниот период ќе треба претежно да го сврти кон економските проблеми. Потребата од ваквото внимание на Социјалистичкиот сојуз кон стопанските современи проблеми произлева од фактот што 70% од акумулацијата се усмерува во стопанските организации и банкарските организации. Што значи, Социјалистичкиот сојуз во својата активност ќе треба да ги мобилизира сите самоуправни органи да го вниманието сврта кон простата и проширена продукција да преку своји собствени средства и кредити ја развива таа активност. Социјалистичкиот сојуз како интегрален дел на Сојузот на комунистите на Југославија во својата понатамошна работа секако ќе треба да изработи конкретни и непосредни форми на работа во својата содржина. Тоест, повремено ќе треба да прихвати одредена проблематика, одреден третман за одреден стопански проблем кој ќе треба да го разработа пред општествениот живот во Битола, за да му го привлече вниманието за поголема продуктивност, поарна цена на производот и за расподелата на доходот. Во времето кога беше најавена реформата, низа да ги наречеме анализи покажува дека фабриката за фрижидери, каде што јас работам, на крајот на годината ќе имаше загуба од околу 500 до 600 милиони стари динари. Меѓутоа, на крајот на 9-месечието, таа не само што се вклопи во реформата, току покажа и добивка од 260 милиони стари динари. Излегува дека со едно вакво погрешно информирање, факторите од фабриката им направија лоша услуга и на луѓето од колективот и на општествената заедница. Зашто времето од соопштувањето дека има загуба до констатацијата дека всушност има добивка беше исполната со атмосфера на што не беше добра. Имаме случаи да се узурпираат и материјалните права на луѓето. Фабриката за шеќер во Битола, шеќерната репка ја плаќаше по 18 динари кило. Толку ја наплатуваше и задругата во село Лажец, а на индивидуалните производители им задржуваше по 1 динар, односно им плаќаше по 17 динари килограм. Луѓето останаа незадоволни и ми се чини дека организациите на Социјалистичкиот сојуз и другите општествено-политички организации ова појава современо требаше да ја отстранат. Прво и основно за жената работничка е збринувањето на децата од предучилишна возраст, додека таа се најдува на работа. Во Битола има околу 3000 запослени жени, а само една институција која има збринато околу 350 деца до 10 годишна возраст. Постоењето на оваа институција не го решава прашањето за збринувањето на децата на запослените родители. За да може жената да учествува во секојдневниот општествен развиток и да биде активна, потребно е да се растерети од многобројните домашни обврски. За таа цел потребно е поопштување на домашните обврски и отварање на такви институции како што се ресторанти за општествена исхрана, полуготови јадења, нон-стоп продавници, сервиси за помош во домаќинството. Вакви институции во Битола не постојат, за таа цел Општинското собрание, Социјалистички сојуз и стопанските организации би требало да се позабават за отварањето на такви институции.
Кај нас во реонот на 7-ма местна организација на Социјалистичкиот сојуз ги има сите услови за формирање на местна заедница. За таа цел постојат и одредени општествени простори и во нив се сместени шах секцијата, ондак добро опремена фотолабораторија, комплетна библиотека, како и постои забавен центар за најмладите, во кој центар имат мал рингишпил, клацкалици, лицгалици и друго. Меѓутоа, сето ова сега не се користи, затворено е, и то само заради една, по моје мислење, непотребна правна формалност. Нашата местна организација покрај иницијатива за формирање на местна заедница изработи предлог на статут, кој статут е предмет денови на дискусија пред куќните совети и граѓаните од подрачјето на наша организација. И сега стануваат да се свика собор на избирачи, на кој собор формално ќе треба да се оформи местната заедница. Во статутот на општината не е извршено разграничување на градска територија по местни заедници. И заради тоа сега ние не можеме да формираме местната заедница, што по моје мислење нема некоја посебна оправданост. Сметам дека донесената одлука на собранието на општината, што го заменува урбанистичкиот план, во основа ја одреди сообраќајната мрежа во идниот град, ја подели територијата на Битола на местни заедници како основни урбанистички единки. На крајот ми се чини дека собранието треба да ја прихвати ова наша иницијатива, а може и вакви има и во другите местни организации на Социјалистички сојуз, затоа што со ова ние само му помагаме на собранието да ја одигра својата улога што подобро и во интерес на своите граѓани. И реформата и неколкомесечните дискусии што ги наметна и покрена Социјалистичкиот сојуз и другите општествено-политички организации во Битола ја наложија интеграцијата на здравствените установи. Се смета дека сега се создадени подобри услови за доближување на здравствената заштита до луѓето од селото, кои досега не ја користеа доволно. Во прв ред за таа придонесуваше и фактот дека здравствените установи, здравствените кадри беа концентрисани во градот. Имаше појави се почесто да не може да се најде лекар за некои здравствени установи каде е малку поодалечена од градот. Иако за нивното формирање и опременување заедницата своевремено вложила знатни материјални средства. Медицинскиот центар во Битола, во чиј состав сега се сите здравствени установи, туку што почна да делува. Меѓу другото, се предвидува редовно да работат 5 пунктови со лекар, забар и акушерка во селата од општината и 19 повремени пунктови што ќе работат 2 пати неделно. Во 5 пунктови се предвидува комплетирана повремено специјалистичка служба. Меѓутоа, и во понатамошното обезбедување на здравствената заштита на селото, Социјалистички сојуз треба да вложи посебни напори за реализирање на веќе усвоената програма од Општинското собрание. Во последниве неколку години во Битола изградени се над 2200 диви градби. Еден од карактеристичните реони на Битола, каде се градат диви градби, е и подрачието на 4-та местна организација, која воглавном се простира во реонот на Чинарот, Бајрот, Баден-Балари и Девеани, каде живеат преку 10.000 жители. Имено би сакали во врска со дивата градба на овој реон да се произнесам. На трибините на Социјалистичкиот сојуз почесто доаѓале проблемите од дивата градба. Во тој смисол, за правилното информирање на граѓаните, организирани се повеќе дискусии, од кои и една од дискусиите што беше посветена на одлуката што го заменува урбанистичкиот план на Битола. Од таа јавна дискусија на граѓаните произлегува воглавно две противоречности. Така што граѓаните сакаат да имат убав град, а дел од нив имаат и такви сваќања дека треба диво да градат. Низ ова јавна дискусија, воглавном, според нашето тумачење, главните причини за дивата градба би можеле да ги наброиме следните. Механичкиот прилив на населението, што од село во град мигрира,
начинот на живеењето во градот, високите цени на градбата, немањето можности за лоцирање на индивидуални и ефтини градби, како и други слични причини. Во нашето подрачје, во подрачјето на 4-та местна организација, евидентирани се досега 96 диви градби, и тоа воглавном од граѓани што се новодојдени во Битола. Почесто граѓаните се прашуваат зашто се уште Битола нема урбанистички план, иако на него 18 години се работи. Потоа, зашто нема локации на поекономична индивидуална градба и зашто не е зајакнета инспекцијската служба. Нашата втора местна организација на Социјалистички сојуз, која го опфаќа реонот на Бела Чешма и новата населба Триагалник, имаше големи тешкоти за општествени простори. Просториите кои ни беа на располагање, тоа беше стара зграда Пиперан, беа такви што ни најмалку не можеа да ги удоволат потребите. Тие тешкоти ние ги имавме на терет скоро 20 години. И порано имавме идеи за решавање на овој проблем, но секогаш беа во прашање објективните тешкоти пред се немање на финансиски средства. Кога почнавме со градба на нашиот дом, ние имавме едва нешто преку 1 милион стари динари. Денес нашиот дом чини преку 8 милиони стари динари и тоа е дело на заеднички напори и средства. Морам да истакнам дека во тоа ни помогна и некои работни организации кои со своите моторни возила преносуваа материјали и слично. Но за наша среќа и гордост е посебно важно упорноста на сите нас, кои што цели 90 дена секој ден работевне доброволно на објектот и дадовме преку 4000 доброволни работни сати, и за тоа денес нашиот дом, својна на сите нас, е посебно убавина и атракција за нашата населба и реонот. Изнесувањата на другарите од Битола секако беа корисни како искуства. Тие меѓутоа укажуваат и на фактот дека потребата за поангажирано согледување на улогата на местната организација на Социјалистичкиот сојуз, на подружницата и на секцијата создава тешкоти што треба да бидат отстранети. Овдека има уверувања дека тешкотиите ќе бидат отстранети, зашто претходните материјали за 6-тиот конгрес на Социјалистичкиот сојуз на Македонија веќе покренаа меѓу членството и раководствата на местните организации определени дискусии. Дискусиите по овие материјали веќе не се ограничени само на прашањата од претходните материјали, туку се проширени и на прашањата индиректно произлезени од нив, на прашањата што ги наметна практиката во работата, на прашања што ги наметнува животот во ова подрачје.